Добро, може да почнем, така? Да. Добар ден и официјално од мене благодарам што ја прифативте по каната да присуствувате на ова, да речеме, брифинг пресконференција. Значи, во изминатава година силен фокус општина Велес даде на културата. Ги врати скоро сите културни манифестации, но воспостави неколку нови. Денеска име тематска пресконференција се однесува на најавата дека во Велес 7, 8 и 9 октомври ќе се одржи фестивалот на Велешката пита и вино Пастрамилјада 2022 година. Знаете дека 3 години ова манифестација која морам да кажам дека е општо прифатена кај нашите сограѓани, но не само кај нашите сограѓани, туку и на ниво на држава се организираше може би на 15 години. Една година беше прекината, не знам за од кои причини. Последните 2 години беше забрането да се организираат манифестации заради ковид кризата. Заедно со председателот, заедно со советниците на претходната седница на Совет го зголемивме буџетот и одлучивме оваа година ова манифестација да ја вратиме во полн сјај. Ги кажав датумите, се работи за една манифестација која што па ќе кажем општо прифатлива кај нашите сограѓани и ја сакаат и ја очекуваат. Оваа година питијата ќе ја вратиме на старата локација, значи каде што беше порано пред зградата на Планини. Ќе имаме одлична бина, осветување и озвучување. Од левата и десната страна ќе бидат поставени штандовите. До петокот имаше можност секој да се пријави, поточно угостител кој што извршува дејност пекарство и производство на вино и на пиво можат да учествуваат. Имаме над 15 заинтересирани субјекти кои ќе учествуваат оваа година. Очекуваме дека може тој број да расте во наредните неколку дена. Интензивно работиме во делот на организацијата, се со цел да помине оваа година и оваа манифестација во најдобар ред. Многу е тешко после 3 години да го вратиш сјајот на една манифестација, затоа оваа година решивме да не одиме како што сме одели некои години со некои звезди кои што се многу познати во просториите на бивша Југославија. Решивме оваа година заради неколку причини да одиме со најпопуларните македонски изведувачи кои што сите ги сакаме од различни области. Тоа е од областа на поп музиката, народна музика, забавна музика, на се што подразбира. И прв пат во историјата на питијата имаме 2 концерти на детска музика, познатите бендови кои што нашите деца ги обожаваат и ги сакаат. Така да јас туку имам да кажам, Зоран, председателот на Советот на општина Велес, во деталите ја влезе во програмата, точно деновите и артистите кои што ќе учествуваат или пејачите, конкретно за 7, 8 и 9 октомври ќе ги презентира и оно што сака да го каже. Добро, благодарам градоначалник. Добар ден и од мене. Како што каже градоначалникот, ние во оваа година и мислам дека успеавме, ги вративме, како што каже градоначалникот, скоро сите културни манифестации кои што беа згаснати од разноразни причини. На некои ги изголемивме буџетите, но воспоставивме контакт со многу уметници низ градот, ги слушнавме нивните барања и направивме уште 2 фестивали. Тоа е уште еден театарски фестивал по чест на доајенот на македонското глумиште Петре Прличко и уште еден музички фестивал на чест проти современа музика. Мислам дека ги проследивте големиот број на културни настани оваа година и мислам дека
вака кога правиме една ретроспектива што уште ни следи, што сме поминале во текот на ова година во однос на бројот на културни настани, мислам дека Велес повторно е на првото место во сите градови во Македонија по број на културни манифестации. Но тука нема и да запреме, се надевам дека во следната година ќе им дадеме малку посилна поддршка. Ние сме задоволни од организаторите и она што го одлучивме да дадеме делегирани буџети на голем број културни работници во Велес. Со тоа им даваме мотивација да работат повеќе. Тука има еден економски бенефит кој што си прават и, како да кажеме, едно самовработување. Имаат поголема слобода, поголема автономност и поголема слобода во изразот. Моментално тече фестивалот на античка драма Стоби, пред неколку дена заврши стрип колонијата, така да не очекуваат уште многу настани до крајот на годината, но во фокус оваа година во овој период е фестивалот на питење и вино, Питијада 2022 година. Долго време разговаравме каква питијада е потребна во градот после 2-3 години пауза и одлучивме дека има многу голема економска логика после оваа пандемска криза да им се даде можност комплетната програма биде чисто македонска. Средствата кои што ќе ги одвои општината за оваа манифестација да припаднат во рацете на македонските изведувачи, така помагаме и во локалната економија. Многу голема поддршка од скоро сите уметници со кои што контактиравме, без никаков проблем, прифатија, сите беа задоволни, беа среќни што ќе настапуваат на питијадата. Па така таа е конципирана во 3 дена, а тоа се петок 7 октомври, сабот 8 октомври и недела 9 октомври. Па еве да почнам со ред. Програмата ќе почнува секој ден во 18 часот. Во петок на 7 октомври ќе биде свеченото отворање. Ќе имаме водител, како што си е традиционално, тоа ќе биде Стефан Николовски, актер од Велес, кој што помеѓу изведувачите ќе има и своји кратки стендап настапи додека се припремаат едната со другата група во својата пауза. Како прв изведувач Миле Кузмановски, како втори изведувач The Hounds групата, потоа ДНК и вечерта ја завршуваме со нокаут. Така да, ако претходните години имало и простор жанровски да бидат определени денови, тако еден ден фолк, еден ден рок, еден ден поп музика, сега решивме некако во секој ден да има музика за сите. Во сабота 8 октомври, како што спомна и градоначалникот, воведовме и детска програма, ги донесовме двата најпопуларни детски бендови во Република Македонија. Значи во сабота отвораме со Дајте музика, потоа од фолк сцената ни доаѓаат Наум Петрески и Зуица Лазова, како трети Фолтин и како за крај со целовечерен концерт нашата дива Каролина Кочева. Во недела 9 октомври почнуваме пак со детска програма, тоа е познатиот македонски бенд 5+ бенд. Потоа Сузана Спасовска со групата Академци, како трети Љубојна и Брас Фантази и вечерта ја завршува како главна звезда на настанот Лозан. Тоа е што се однесува во однос на официјалната програма која што ќе се случува. Сега се уште разговараме и преговараме и со уште други пропратни настани. Знаете дека во недела се случува и велосипедската трка кој што е во склоп на питијадата. Потоа ќе има и други настани кои што моментално преговараме и со велешки групи, и со улични артисти кои што ќе бидат присутни овде на настанот и со некои други додатни активности за кои што можеби и подобри да останат како едно изненадување за време на питијадата. Сето ова немаше да се случи доколку и не добиевме поддршка и од угостителите и
прво и основно не разговаравме со нас, со нив после оваа криза, дали се подготвени да влезат во ова, така да добивме голема поддршка, се пријавија доста од угостителите, така да мислам дека ќе бидеме комплетни. Веќе сме при крај со организацијата, сега доаѓа она главното, тоа е теренската работа. Дали освен мајсторите на питата Велешка, ќе имаме можност или веќе се пријавени винари? Да. Си имаат пријавено и неколку винари. Не знам сега дали, пошто ќе треба да разговараме. Значи ќе имаме пита, ќе имаме и представници на представници на неколку винари, да ви кажам дека повеќето од винариите во овој регион, така Вардарскиот, се пријавени да учествуваат со своји штандови на питијаната. И пиварите? А дали продажбата може би солидарно нешто ќе биде или за нив ќе бидат парите? Па добро, тие учествуваат по принцип на лицитација на штандовите, така да на просторот, така да во теке постапката, а од кој ќе заврши постапката, ќе седнеме, ќе разговараме со нив и ќе видиме во која насока ќе се движиме понатаму. Дали едно прашање да поставам, цената ќе биде прифатлива затоа што нели сепак питија, мислам дека ти имаат пониски цени и да има и мали питија да може секој да купи. Да не биде да биде унифицирана на штандовите. Да не биде превисока некоја. Вака, значи, знаете дека секоја година имаме унифицирана цена на питата и унифицирана цена на чаша вино, така да и оваа година ќе биде унифицирана. Чекаме, мислам дека во среда више ќе се знаат дефинитивно кои учесници на која локација ќе бидете, ќе се зборува за цената. Ние неколку пати се гледаме со угостителите, со винариите, имаме начално предок од до, но сега додека не бидеме усогласени да не ја соопштуваме цената на питата и чашата вино. Знаете дека за жал се води нагоре од ден на ден основните продукти кои што се за подготовка на питата се покачуваат, значи брашното се покачува, месото се покачува, јесето се покачува, струјата се покачува, така да ќе гледаме да биде тоа прифатливо, но секако да не бидат некои во загуба производителите. Да, и да се обрне внимание да бидат пресни, а не замрзнати, како што беше порано случај. Да не ги спомнувам имињата на угостителите, овие сите што ќе учествуваат се познати производители долгогодишни на Велешка пита, така да ја мислам дека се сериозни, немаме некои и не ни дозволивме да дојде некој што не е ниту познат, ниту па го знаеме, се собрале 20 печери, не знам каде, како што се случува тоа во минатите години, па да ни расипи целиот печаток. Така да овие што ќе учествуваат се добро познати на производители на пити, купуваме секој ден од нив, одиме кај нив секој ден, така да нема да се дозволат да го распитат печатокот. Ќе ги има повторно атрактивните содржини како што беше джиновската пита и пропратни дел, например, да речеме, активности кои што придонесуваат, така мислам, беа интересни, се надпреваруваа од една страна угостителите, а од друга страна се атрактивни за гледање, па имаше надпревар. В година ќе произведеме, ќе подготвиме, не знам, за толку и толку сантиметри подолга пита. Дали на тие содржини исто така ќе може да се надеваат посетителите? И второто моје прашање, кои гости ги очекуваме? Вака сега, значи на првото прашање веќе до нас се обратија неколку пекари кои што во известните години подготвувале такви джиновски пити. Ако немам уште договорено со кој ќе соработуваме, фактички кој ќе ја прави джиновската пита, ќе има пита голема, но какава ќе биде се уште немаме договорено и не е битно да имаме неколку сантиметри поголема од претходната година, да биде сепак вкусна, да може тоа да биде конзумирано нашата
од нашите сограѓани. Значи, ние упатуваме апел до нашите сограѓани, но и секако нашите сограѓани и од градот, но и од Македонија, секогаш имало посетители од другите градови. Конкретно, јас да ви кажам дека неколку фамилии кои што не се така ниту блиску до општина Велес, врз основа на детската програма и некои изведувачи кои што може подолг временски период немаат настапувано би сакаат да така да користам оваа прилика да ги поканам сите мои сограѓани, сите велешани, сите македонци да се приклучат. Ние нудиме домакински пристап, нудиме добра храна, добро вино, добра музика, забалиме присуствуват ние со припадниците поточно со МВР, да биде тоа и безбедно, да биде културно, Собраќајот како ќе биде организирано? Собраќајот и ние имаме изготвено проект за временен режим за собраќај, како што биле и претходните години, така ќе биде и оваа година, ќе се затворат дел од улиците за собраќај, кои што се приближуваат до самата бина, ќе има некои улици кои што се двонасочни, мислиме двонасочни ги биете. Двонасочни, како што сте функционирале претходно, ќе функционираме и во период на овие 3 дена. Користам оваа прилика да ги замолам моите сограѓани, што е можно помалку да користиме автомобили во овие 3 дена, 7, 8 и 9, за да не настане поголема гужва во делот на собраќајот. За коштите од страна за паркирање, како ќе биде решено, кои паркези, да не се случи како во Штип, да си наплаќаат самоиницијативно некои пари. Па и Прилеп не плаќа за Пивофест. Не е Така, тоа ништо ново. Како само иницијативно. Значи, не очекувам, затоа што ние нема да одредуваме цени за влез и на плаќање. Тоа ниту бива тема на разговор, ниту пак и биде тема на разговор, јас сум градачанот на општина Велес. Со службите на МВР ќе се ангажираме такви појави девијантни за само на плаќање да спречиме доколку некој се обидува тоа да го прави и некои сите паркинзи ќе бидат ставени во функција доколку има потреба и дел од улиците како што било претходно ќе бидат места за паркирање. АТД ќе биде готов за тогаш, до тогаш? Па јас се трудам да биде готов, но инженерите ме советуваат да не ги брзиме толку изведувачите, заради тоа што се работи за еден од големите паркинзи кои што последните 5-6 години се гради во Велес, да се завршат работите, да има технички прием објектот, да биде проверка како што треба, да не се случи да со користење на возила направиме некој проблем после наново се да. Ако стаса и ако биде технички прием како што треба, ќе го ставиме во функција. Рековте дека ќе бидат вечерни програмите музички. А преку ден што ќе има? Например, преку ден може ќе дојдат други и ќе има тезги. Дали ќе се потполни програмата со овие домашни? Па да, како што ви реков, ние веќе преговараме. Значи, ова е вечерната програма, официјалната, која што веќе имаме договорено. Ние сме од тек со преговори со неколку велешки изведувачи. Да видиме што може да се случува во текот на денот, затоа што реално и ручек време тука е нели Сакате да тука да време кај што инаку ќе имаме радио во живо, кој што ќе биде постојано како медиумски покровител, Метрополис радио, кој што ќе покрива целата програма наша. Ќе има вклучување во живо, ќе има наменска музика во тој период и се надевам дека доколку се договориме со нашите изведувачи, сега напрасо треба да имаме состаноци со неколку велешки изведувачи, во денскиот период ќе биде потполната програмата и со тоа и со други содржини. Како што реков, сега преговараме со уличните изведувачи, овие кои што прават статуи по живи статуи, како што ги викаме, да видиме со тоа да потполним и со некои други содржини кои што не би сакал сега да ги зборувам, затоа што се уште сме во Пракса беше порано кога беа питијадите да има и некои
тезгички така ставени пропратно, дали ќе дозволите? Да, ќе има еден... Така сега, значи, ако мислите на оние тезнички, Да. значи, првен имавме ние еден офицерен состанок со Агенција за храна и ветеринарство, каде што имаме стрикни упатства што може, што не може. Упатствата се дека доколку обезбедиме ние водовод и одвод би дозволиле, не знам, крофнички, не знам, бижутерија, не знам, памот такви работи. Се уште гледаме дали технички тоа можеме да го изведеме, но како и да е, мојата замисла е надзорен претпоставување е несподелен заклучок да бидат надвор од официјалниот дел на местото за петитивија, не може да ги спречиме ние да... И си помнете години тоа. Сега, да, мораме да поведеме некаков ред. Значи, ние, ако не можеме да обезбедиме вода и одвод, нема да дадеме позитивни решенија од страна на општините за поставување на такви објекти. Значи, сите барања кои што се пристигнати до општина Верес, а се однесува на храна, ќе бидат разгледани, доколку не преземам јас некаква одговорност да потпишам решение за поставување на таков објект без соодветни санитарни услови, заради тоа што се може да се случи. Не посакувам јас такви работи, но знаете, ако не се ние традиција, ако не се надуват, може да се настанат некои работи кои што не се посакувани. Она што е размислување е дали во Младинскиот парк или на улицата која што води од црквата кон театарот, во тој дел да бидат поставени заради тоа што да не испадне пана ѓура, не сакаме да испадне. Ќе поканите градоначалниците на збратимените градови? Па ти си добиат покана официјална, да. Дали се размислува петијадата да се прошири и да се направи од неа, дали градот смета дека може да направи една добра туристичка понуда, да биде токму, например, проширувањето и во соседството, токму преку овие спратимени градови и учесници од соседните држави? Јас бидов чекор по чекор, сакаме оваа година да ја вратиме манифестацијата и од година на година да ја растеме, како што беше тоа случај во сеќавате, може прекрат беше црвена јаболка кога беше во Верес, кога не очекувавме нека туку народ ќе дојде, па после одеше се нагоре, па заврши до Здравко Чорич. Да ја вратиме, размислуваме и на таа тема, одржуваме комуникација и со експерти од таа област, се со цел приказката да ја продадеме на вкусна пита и на вкусно вино, поточно вино кое сите го обожаваме. И пресудно да биде тоа, да дојдат луѓето за добрата пита и доброто вино. Не се случи да идат за естрадната звезда која што би настапувала. Концептот мој и на председателот е да одиме кон квалитет и градењето на приказката како што е фестивал на пита и вино, не е фестивал на не знам која звезда. Значи да има програма секоја година. Ова година сме решиле да биде, како што кажа и председателот, македонска музика заради поддршка на македонското стопанство, но тука не значи дека до година ќе биде само македонска музика. И првата година беше македонска музика само.